Со подобрувањето на временските услови, земјоделците излегува во полињата за да ги согледаат состојбите и последиците од зимските мразеви врз есенските култури. Во Кочанскиот регион не се пријавени посериозни оштетувања кај јачменот и пшеницата, иако состојбата со овие култури не е идеална. Моменталната ситуација со есенските посеви од јачмен и пшеница се во добра состојба што се однесува до измрзнувањето. Значи, покрај ниските температури се претпоставуваше дека ќе има некои измрзнувања, меѓутоа снегот како изолатор се покажа дека добро изолирал и дека нема измрзнување, или доколку има некаде, тоа се минимални измрзнувања кај јачменот, и тоа во локалитети каде што снежната покривка воопшто ја немала или била минимална. Ако стравувањата од измрзнување се покажа неоправдани, сегашните од појава на болести се сериозни и загрижувачки. Поледелците пролетва ќе мора да применат хербициди и фунгициди за да ги заштитат посевите од плевелите и од болести. Ниските температури, влагата која што понатаму нели со топењето на снегот предизвика да самите растенија бидат со послаб имунитет, во послаба физиолошка состојба, и се појавија веќе на терен се забележливи појава на болести како што се ргата, септориите, лисна дамкавост и така натаму, кои што кај пшеницата и кај јачменот можат да предизвикат понатаму намалување на родот и на приносот. Затоа производителите треба да извршат хемиска заштита против овие болести, кои што нели се може да бидат и причина за понатаму да се намали драстично приносот од пшеница и од јачмен. Март е време кога треба да се реагира и во сузбивањето на штетникот заброс, кој знае да направи големи штети. Во моментот не е така изразен и не е толку забележан на терен, меѓутоа може да се претпостави дека во иднина може да се појави и самиот штетник забрусот кој што прави нели оштетувања во самата приземна основата на стеблото од пшеницата и од јачменот. Производителите со овој штетник се среќаваат со години наназад и знаат да ги препознаат симптомите на овие оштетувања од овој штетник. Доколку се појават такви симптоми, добро е да производителите се заштитат и од штетникот со употреба на соодветни инсектициди кои што би дале добри резултати. За овој штетник многу важно е да самите производители самата заштита ја вршат во вечерните, касните часови, затоа што самиот штетник преку ден се крие на неколку сантиметри под земјата, но вечерно време излегуваат на површината и го оштетуваат листот и стеблото на растението. Сепак, загриженоста на земјоделците е најголема кога е во прашање ширењето на болеста црвена рѓа, која од Италија преку Хрватска и Србија се заканува да го зафати целиот Балкан. Таа драстично ги намалува проблемите по единица површина и до 70% и им создава големи главоболки на земјоделците. Со цел превентивно да се действува, се препорачува употреба на хербицидни сорти на житни и градинарски култури кои се поотпорни на ова и други болести. Состојбите на терен мора будно да се следат и поради последиците од климатските промени кои првично удираат врз земјоделието кое е на отворено.